Добар ден, ученици! Јас сум Анета Груиќ, наставник по предметот Машини и апарати во индустријата за обувки за 3-та година во текстилно-кожарска струка, смер техничар за обувки во Средното стручно училиште Перо Наков од Куманово. Денеска ќе учиме нова наставна содржина од темата 5 главни механизми кај машината за прицврстување на потпетиците. Цели на оваа наставна содржина се следни: учениците да знаат за прицврстување на полупроизводот во моментот на забивањето на шајките, учениците да ја запознаат задачата на долен држач и да знаат за составните делови и начинот на работа. Машината за прицврстување на потпетици има задача да врши прицврстување со помош на метални шајки или завртки кои се добиваат од метална жица. Металните шајки се користат за прицврстување на ниски потпетици, а пак металните завртки се користат за прицврстување на високи потпетици. Главните механизми кај машината за прицврстување на потпетици се следни: механизам на долен држач, механизам за сечење на шајки, механизам за додавање на шајки, механизам за забивање на шајки и механизам за прицврстување на потпетици со завртки. Пред да започнеме со изучување на првиот механизам, потребно ви е да земете тетрадка и прибор за цртање. Каде што тука ќе го прикажеме механизмот на долен држач. Механизмот на долен држач е во вид на метално стапало. Се подига и се спушта со хидрауличен или механички погон, што зависи од конструкцијата на самата машина. Овдека имаме прикажано шема на долен држач. На шемата се обележани составните делови. Вие во тетрадка ќе го нацртажете цртежот и ќе ги обележите составните делови. Така да под број 1 ќе напишете шуплив цилиндар, под број 2 лост, под број 3 врв или шило, под број 4 вратило и под број 5 подлога. Овој механизам служи за прицврстување на полупроизвод, кој што полупроизвод се поставува со петниот дел на врвот на шилото под број 3, а со предниот дел доаѓа на оваа подвижна подлога, каде што се подесува во зависност од големината на самиот полупроизвод. На полупроизводот претходно е прицврстен ѓон и тука се додава потпетица, каде што се прицврстува потпетица со горниот држач и на овој начин полупроизвод е подготвен за работа на другите механизми и за прицврстување на потпетицата. Така да се започнува со работа на вториот механизам, а тоа е механизам за сечење на шајки. Задачата на овој механизам е да врши сечење на шајки на одредена должина од метална жица, која метална жица е намотана на макара. Тркалата вршат одмотување на таа жица, а ножевите пак вршат сечење на истата. И сечените шајки се придвижуваат во распоредната плоча на механизмот за додавање на шајки. Значи, започнува со работа механизмот на додавање на шајки. Овдека
имаме цртеж на механизам за додавање на шајки, каде што исто така тука се обележани составните делови, така да вие сега во тетрадка ќе го нацртате овој механизам и ќе ги обележите составните делови. Каде што ќе напишете под број 1 работен столб, под број 2 отвори за шајки, под број 3 неподвижна плоча, под број 4 подвижна плоча, под број 5 тоа е лост и под број 6 вратило. Подвижната и неподвижна плоча, односно бројот 3 и бројот 4, уште се викаат и касети. И во моментот на нивното полнење не се поклопуваат отворите за шајки со отвори на пластични цевчиња. По завршеното полнење, лостот број 5 се завртува околу вратилото број 6, при што се овозможува подвижната и неподвижната плоча, односно касети, да се постават на работниот столб на кој што претходно е поставен полупроизвод со подпетица. По извршеното додавање на шајките, започнува со работа механизмот за забивање на шајките. Таа наставна содржина ќе ја учиме следен час. Благодарам на вниманието.